Почитувам председател, се јавив за процедурално затоа што во реплика пратеникот имаше дискусија во насока сите пратеници кои претходно дискутираа искажаа невистини. Значи директно сме прозвани, иако е реплика, на некој начин сме прозвани дека нашите дискусии се невистина, а напротив, сметам дека многу јасно објаснивме дека никој не е против гасоводот. Туку проблемот е во бројките. Имено, кога се изградил гасоводот, проценетата вредност на гасоводот е 48 милиони долари, односно 40 милиона евра. При тоа мора да знаете дека гасоводот е стар 23 години. Амортизациониот век на гасоводот е просечно 40 години. Значи тој во суштина, ако го гледаме како собственост, не го понудиме на пазар, му паѓа вредност. Сега, стигаме до клучното. Каде е проблемот, ние што го искажуваме? Номиналната вредност на акцијата која поседува МАК Петрол изнесува 18 милиона евра. Тоа е 50% од имотот. Уште една таква акција поседува Република Македонија. 18 милиона евра. Значи вкупно вредноста која сега номинално би ја пресметале изнесува 37 милиона евра на гасоводот. Вие се повикувате на проценка на вешто лице. Меѓутоа, на нас не ни треба проценка, на нас ни треба пазарна вредност ако веќе купуваме. Проценката може да биде дефектна, може да има недостатоци, може да биде грешна. Најобичен спор, кога луѓе се тужат на 100, 200, 1000 евра, викаат супер вештачење. На едно вештачење не можете да донесете спогодба од ваков карактер, каде што имате сериозна разлика од вредноста за која е изграден гасоводот, номиналната вредност и процената. Која е пазарната вредност? Пазарната вредност може да ја утврди само пазарот. А за да ја утврди пазарот, морате судски или вонсудски МАК Петрол и државата да рачистат колку е удобно. Извинувам вака што ви влегувам во збор, ама пробаравте процедурално. И бидејќи мене ме прозвавте, кажете ми во што погрешив јас лично во процедурата. Тоа ми е само прашање. Процедурата погрешивте што требаше да го сопрете кандидатот да не спомнува. Ако е тоа доволно, дали ќе ми дозволите да продолжиме со дискусија? Јас до сега коректно мислам дека ја водам целата оваа комисија, така сакам и да продолжи, дајте ми можност само да одговорам, бидејќи никој нема спречено до сега. Така, значи коректно е процедурално да го опоменете. Се слагам, ве замолувам. Ние не искажуваме невистини, туку кажуваме факти. Значи, дали може да прекинеме со вашето процедурално? Ве разбрав што сакате да кажете, дајте да одговорам, да продолжиме с работа постава на говорот на Петар Ристевски. Се сложувам со вас, дали ме разбирате? Повелете, завршете, а мислите само. Значи, наместо невистини ние кажуваме факти зошто овој закон треба хитно да се повлече. Затоа што има многу недоречености. Тоа е.